Стотици луѓе одат, живеат и се однесуваат нормално, а не знаат дека се болни од рак на дебелото црево. Оваа болест на почетокот е подла, се крие, а во досните фази е тешко излечива и смртоносна. Често тоа се позадоцнати фази, кога има веќе симптоми, тоа се крвави столици, слузави исцедоци преку чмарот, болки често од непознато потекло во стомахот, пореметено празнење, по вид на запек, на пролив или наизмениш со запек и пролив, така да сите овие општи симптоми кои не се карактеристични, а не постојат карактеристични за дебелото црево, се симптоми кои не тераат да помислуваме на рак на дебелото црево и да одиме во процедура да бараме таква можност. Клучни причини за добивање на рак на дебелото црево има повеќе, но водечки фактори се следните. Често тоа се слабата физичка активност и недвижење, која е придружена со лоша исхрана. Кога ќе кажеме лоша исхрана, во однос на ракот на дебелото црево, мислиме дека храната која подолго време се задржува во цревата и во дебелото црево е поголем ризик фактор за настанување на ракот на дебелото црево. Генетиката игра огромна улога, храната богата со месо, млечни производи, а не употребување на материи кои содржат влакна, секако е ризик фактор. Исто така, од непознати причини, ризик фактор е пушењето. Така да, сите тие фактори заедно, еден по еден, се ризик фактори. Директниот причинител не се знае. Сепак, доколку тој биде рано откриен, не мора нужно да има смртен исход и болеста се лекува. Може би ово е најважниот дел и најважното прашање од сето тоа. Тоа е една култура која развиваме сега во последно време, која е развиена во земјите, развиените земји на запад, а која постепено кај нас мора да се повеќе и повеќе да развиваме. Што значи тоа? Превентивни колоноскопии, значи превентивен преглед на дебелото црево. Превентивните прегледи има два вида. Барање преку изметот крв во изметот, што е несигурна метода, и препорачуваме на сите мажи и жени после 50-та година да прават на одреден период колоноскопија. Тоа е некоја процедура која се уште нема навика и не е распространета кај нас од две причини. Може би и здравствената култура, меѓутоа и развиеноста на здравствениот систем. Едноставно, ние се судараме со недостаток на термини за колоноскопија, а особено и се тие недоволни за оние кои се болни и кои навистина имаат и доваѓаат со симптоми. Месец март е прогласен за месец на борба против рак на дебелото црево и ова сугерира на превентивни прегледи, промена на режим на исхрана, едуцирање и слично.